Финансиската писменост е од клучно значење за личен, семеен и професионален развој, бидејќи таа обезбедува знаење и вештини за ефикасно управување со парите и со ресурсите. Имено индивидуата која што е финансиски писмена, подобро управува со личните финанси, знае како да создаде буџет, да заштеди, да инвестира. И не само тоа, туку и одлуките кои што ги носи, особено за користењето на финансиските производи и услуги, се повеќе информирани, и тоа се информирани како за придобивките од нивното користење, меѓутоа се информирани и во однос на ризиците кои овие финансиски производи и услуги ги носат. Особено во денешно време, на овој рапиден технолошки развој, кога имаме дигитализација и со тоа финансиските производи и услуги стануваат се пософистицирани, се поразвиени и се поразновидни, финансиската едукација добива уште поголемо значење, бидејќи веќе секоја индивидуа, на секоја возрастна група е потребно да биде едуцирана и да се носи со новините на новото време и со ризиците кои што истото ги носи. Народната банка од овој аспект навистина презема голем број на активности и она што е најбитно, финансиската едукација, финансиската инклузија, финансиската писменост се стратегиски приоритети на Народната банка. Имено од моментот кога се започнува со финансиската едукација, Народната банка започнува со една лидерска позиција, координирање на меѓуинституционалната соработка со цел на потребата за зајакнување на финансиската едукација да даде соодветен институционален одговор. Па така потпишан е меморандум за соработка. Од овој меморандум за соработка понатаму е произлезено формирање на координацијско тело. Еден од резултатите на ова координацијско тело, кој што има навистина големо значење, е донесувањето на Националната стратегија за финансиска едукација и за финансиска инклузија, со што е воспоставен структуриран приод кон финансиската едукација, координиран од Народната банка и секако од финансиските регулатори. Покрај Националната стратегија донесени се и други документи кои имаат исто така голема важност, како што е Кодексот на добри практики за финансиска едукација, кој ги утврдува принципите што треба да се спроведуваат при активности за финансиска едукација и инклузија, како и добрите практики, целите и така натаму. Покрај Кодексот донесени се и основните компетенции кои сите даватели на образовни услуги треба да ги применуваат кога станува збор за креирање на едукативен материјал кој се однесува за финансиска едукација за различни возрастни групи. Ако говориме за активностите што ги превзема Народната банка од аспект на финансиската едукација, особено би сакала да ги нагласам едукативните материјали, кои се навистина во голем обем. Овие едукативни материјали се наоѓаат на интернет страницата на Народната банка и се пристапни за секој индивидуа, за секој граѓанин и за секој потрошувач. Во рамки на овие едукативни материјали имаме брошури, имаме видео игри, имаме квизови, има текстови кои што упатуваат на повеќе прашања и теми кои што се од интерес за граѓаните, а да ја зајакнат нивната финансиска писменост. Покрај едукативните материјали од значење и би требало да ги спомнеме во секој случај, тоа се редовните предавања кои се извршуваат, се реализираат од страна на Народната банка. Овие редовни предавања кои што се од аспект на финансиска едукација заземаат се поголем замав, се повеќе интензивни во минативе години. По тука денеска можеме да говориме дека имаме над 500 едукативни предавања кои се реализирани и дека истите се посетени од повеќе од 22.000 посетители, односно слушатели. И секако неминовно е да се спомнати настаните кои што ја подкрепуваат финансиската писменост и финансиската едукација во општеството, кои што Народната банка ги спроведува самостојно или во соработка со другите регулатори во финансискиот систем, со приватниот сектор, со граѓанските организации, како што се деновите на финансиска писменост, понатаму Европскиот квиз на парите, глобалната недела на парите и одбележувањето секако на Светскиот ден на штедењето.